Пописот следната година во Албанија ќе биде добра можност македонците без проблеми да ја изразат својата етничка припадност. Една од темите меѓу македонскиот и албанскиот министер за надворешни работи Милошовски и Мета биле правата на етничките малцинства, кои треба да бидат мост на подобрување на политичките односи меѓу двете држави. This will be a good opportunity for the Macedonian community living in Albania as loyal citizens to express their self-identification and to become a more integrated part of the Albanian society. Иако новинарите се интересирале за изучувањето на македонскиот јазик во прво деление од страна на етничките заедници, нема информации дали проблемот за непречено изучување на македонскиот јазик во Албанија бил отворен како тема. Овој проблем бил и еден од неколкуте за чие решение македонците од Албанија неодамна побарале помош и од претседателот Ѓорги Иванов. Високата делегација на македонската партија која била во Скопје од Иванов добила уверување дека ова и некои други прашања ќе бидат покренати на официјалните и работните средби со албанските власти. Задача е на државата Република Албанија да ни овозможи на македонците да го изучуваат својот мајчин македонски јазик. Ние го замоливме претседателот да со својот авторитет кој ќе се види со колеги претседателот на Албанија или со други представници од политиката на Албанија, меѓу другото да го постави ово прашање. Интересно е тоа што кабинетот на претседателот Иванов за оваа средба не ја информираше јавноста. Во неговиот кабинет велат дека тоа била една од редовните средби и затоа немало потреба од медиумско покривање. Инаку македонското малцинство во Албанија за проблемот со македонскиот јазик веќе ги алармирале и меѓународните институции. Реагиравме посегаде, го известиме опсе беше дури и на терен. Му и доставиме сите документи и чекаме сега да реагира опсе. Македонската партија, која е коалиционен партнер на владачката партија на Сали Бериша, очекува неговата влада да овозможи непречено изразување на македонскиот етнички идентитет.